Здраво на сите, стигнавме до 10-тиот подкаст и последен од серијата подкасти на Фитера 10 од 10. Особено ми е драго што последната епизода ја завршуваме со една успешна жена предприемач и која што е иноватор меѓу друго и која што со незината храброст и визија представува потек за сите останати предприемачи во земјата. Денеска на гости во фондот ни е Моника Симјановска Мишева од компанијата iReason. Здраво, Моника. Како си, добра? За убавата најава. Добра сум, одлична сум, благодарам многу. Ми е. Моника, вие сте коосновач на компанијата iReason. Па може да ми кажете на кратко кој беше мотивот да ја основате компанијата iReason? Главниот мотив, како и мотивот за многу работи кои што се случија во тој период, беше тоа што имавме доволно време во текот на короната да останеме дома, па да почнеме да размислуваме малку подалеку од секојдневието. Претходно мојата кариера започнав и се уште ја работам во академија. Значи, долги години сум веќе вработена во Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Впрочем, таму го запознав и мојот колега, коосновач на компанијата, Костадин Мишев. И кога останавме дома, почнавме да размислуваме како нашите истражувања би ги преточиле во некакви вистински продукти. Бидејќи до пред неколку години некако времето на вештачката интелигенција како да не беше дојдено. Зборувам од областа на информатиката. Кај нас повеќе беа застапени веб технологиите, речиси никој да не зборуваше за вештачка интелигенција. Јас од пред 10 години започнав да истражувам во областа на биоинформатиката и тоа беше некако маргинализирана група, да кажам. И како се приближувавме кон овие последни години, поготово со појавата на методите на длабоко учење, за кои што сите зборуваат, нели направија револуција, се појави и идејата дека можеби сега е време да ги преточиме нашите истражувања во реални продукти. Затоа сепак ни требаше некакво правно тело и затоа си основавме компанија за која што рековме ние нема да одиме со аутсорс, туку ќе одиме со оригинални продукти и ќе се обидеме да издржиме до крај. Браво. Многу убава инспиративна приказна имате. Вие со вашата компанија добивте проектот го развивте, проектот Хипо, кој што е добитник на грант преку повикот стартапува и од Фондот за иновации, па може да ми објасните точно за каков продукт станува збор? Така. Хипо е еден многу специфичен продукт, се темели на истражување делумно направено во рамките на мојата докторска дисертација. Тоа беше една мала гранка, која што низ годините, јас не престанав и после докторатот да ја истражувам, значи ја подобрував методологијата, бидејќи е навистина многу интересна и специфична проблематика, онаму каде што докторите велеа дека не постои поврзаност измеѓу крвниот притисок и ЕКГ-то, ние го докажавме токму спротивното, бидејќи тоа што можат да го видат современите методи, човечките очи не можат да го видат. И рековме, ајде, ова сето да го спакуваме во еден сензор, кој што ќе биде нослив уред, и да се обидеме да го претвориме во продукт. Веќе почнаа луѓето да зборуваат за Фондот за иновации, дека спонзорира многу проекти и така натаму, и рековме, ајде да се обидеме и ние да аплицираме, имаме некакво искуство во пишување, бидејќи доаѓаме од академска средина, и така се нафативме на тој голем залог, да кажем. Се нафативте. Кажи ми, процесот на апликација, поднесување документи, дали беше доста тежок процес, обемен, или пак, како што спомна, вие доаѓате од академскиот свет, доста лесно течеше процесот? Да кажам, лесно, навидум е лесно, но сите оние прашања во апликацијата, колку и да изгледаат наивно и едноставно, не е така. Секој збор се мери, без разлика дали се аплицира на Фондот за иновации. Верувам дека е направен потеркот на апликациите кои што доаѓаат, да кажем, од Европска комисија и така натаму. Да е премногу едноставно не е, си побарува време, побарува посветеност, но е многу добро бидејќи со самото градење на апликацијата се поставува целата рамка за развој на проектот. Значи, ние кога веќе ќе изнапишеме апликацијата, знаеме точно што ќе правиме во наредната година. Значи, не приморува да направиме план, а тоа е нешто што е најважно за еден успешен проект. А кажи ми, докаде сте со развојот на проектот Хипо? Така, значи, Хипо заврши официјално
во април месец, значи завршивме со проектот, она прва фаза, го доведовме во фаза на прототип. Беше многу интересен целиот развој на Хипо, бидејќи се работи за хардверски продукт. Штом се работи за хардверски продукт, тоа значи дека уште не е готово, се уште има пат. Тој пат се состои од сертифицирање, докажување дека работи во реална околина, што значи преточување на целото истражување во clinical trial, кој што побарува исто така многу време. Патентирање да помине и така натаму, значи Хипо реално за да стигне до пазарот му се потребни 2 до 3 години од сега. Но со фондот за иновации го доведовме во фаза на солиден прототип. Да. Баш ми е драго и фондот е тука за сите да ги поддржи иновативни идеи и креативни решенија што ги имат нашите предприемачи. Моника, вие сте една од топ 10 жени кои што сте добитник на во IT индустријата. Може да ми кажете кој е вашиот мотив, кој е вашиот порив постојано да иновирате, да истражувате? Тоа е веројатно нешто што го носиме малку и природно во самите себе. Не сите луѓе на сите позиции се еднакви и се поставуваат еднакво. Јас како личност многу сакам промени и затоа цело време талкам по нешто ново и по нешто подобро. За наградата за која што зборувате, таа се случи минатата година, некаде во овој период, мислам дека беше околу Нова година, така што еве изгледа околу Нова година. Ги собирам наградите врз основа на сиот труд, до сега кој што е вложен. Исто и тоа беше едно пријатно изненадување, бидејќи очигледно и нашите портали и нашите агенции водат сметка за тоа кој работи, на која тема работи. Видливоста на работата е сепак зголемена во однос на тоа, да кажам, од изминатите години. Некако беше се повеќе затворено. Не се гледаат толку иновациите, не се гледаат трудовите. Сега некако се отворија и тие погледи и навистина ми е многу драго што некој тоа го забележа. Супер. Моника, вие имате уште еден проект кој што е добитен од страна на Фондот за иновации и технолошки развој. Кој е тој проект? Да, тоа е проект кој што е во тек, започнавме да работиме во јули месец. Се работи за изградба на една модуларна платформа за брзо креирање на voice bots, значи говорни асистенти на било кој јазик, вклучувајќи ги и овие јазици за кои што ние велиме дека се low resource languages. Тоа значи, како што е македонскиот јазик, јазиците од Балканот претежно, за кои што нема широко распространети ресурси, беше навистина голем предизвик како ние можеме да направиме модел кој што ќе прави конверзија на говор во текст, на текст во говор, значи на сите оние компоненти кои што се потребни за еден voice bot да работи на природен начин. Кон што тежнееме со години, но пред појавата на методите на длабоко учење тоа беше речиси невозможно. Тој проект би кажала дека е чисто софтверски проект, значи сосема е различен пристапот кога се работи софтверски проект. Веќе има, значи веќе е во фаза на ПОЦ, значи веќе има и пласман во некои компании во нашата земја и на Балканот. Тоа значи дека е во понапредна фаза отколку Хипо, бидејќи самиот развој оди многу побрзо. Повеќе за проектот веројатно би дознали после неколку месеци, кога веќе ќе имаме некоја заокружена целина. И во реализацијата на овој проект. И за крај, дали може една порака да пренесете до останатите предприемачи, што вие им препорачувате? Така. Верувам дека во нашата земја има многу креативни луѓе. Би сакала да им порачам, значи да не се плашат да аплицираат. Кај нас се уште постои некој стереотип дека дали тоа ќе успее, а што ако не успее, па дури и да не успее, не можеме да бидеме нели подолу од моментот од кога што сме почнале, да се охрабрат, бидејќи Фондот за иновации е навистина многу солидна поддршка за да
и многу примамлива поддршка, бидејќи сега ајде веќе зборуваме и за инвестиции и така натаму, не сите инвеститори се согласуваат да финансираат нешто без при тоа да побараат нешто за возврат. Фондот тоа го овозможува и тоа е навистина голема подкрепа за, да кажам, во рок од 2 години една компанија, една идеја да прерасне од така од 0 барем до некоја на нашата скала велиме 5, а тоа е солиден прототип. Така што им препорачувам навистина да ги следат повиците, што е погодно за нив и да се впуштат во овие предизвици. Моника, баш ми е драго што гостувавте во последната епизода. Ви посакувам многу успех во реализација на сите ваши идни проекти. Фондот е тука за сите креативни идеи. Ви благодарам и на вас што бевте дел од серијата на 10 од 10 подкастите на Фондот за иновации и технолошки развој. Целта на овие подкасти беше да се пренесат успешните приказни кои што произлегуваат од нашата земја и да го пренесеме нивниот пат до успехот, значи од идеја до реализација, а фондот е секако тука за сите ваши бизнес идеи и креативни решенија. Ви благодарам многу. Пријатно.